Buyurunuz efendiler. Buyurunuz. Buyurunuz efendiler. Buyurunuz. Kajmakam Efendi, толку души, царски луѓе истепаа рамите во твојата каза, а ти со прст не можа. А ти, Юзбаши Ефенди? Што да правиме, Хасан Ефенди? Арамија куќа не врти. Бега во шумата. Аскер може да ја исчисти шумата. А што можам јас со 10 души? Спиете, Кајмакам Ефенди. Не сакате да си го расипите раатот. Ако арамиите не можете да ги гоните по шумата, што не ги гоните по градот? Тука, пред носот, даскалите ви прават организации против царштината. Јас му велев, Реджеп Ефенди, дека даскалите нешто матат. Дека и децата ги съскаат против царштината. Ама тој Не е убаво, Юзбаши, кабаетот да го фрлаш врз друг. Ако се грешело нешто, сме грешеле заедно. Не сте грешеле. Да се греши, нешто треба и да се работи. А вие ништо не сте работеле. Моравме ние да тепаме пат од Битола, за да ја вршиме вашата работа. Затоа валијата нека реши. Војската ги пофаќа селените од Селце и Ровци и сега ги праќаме за Битола. Ти да ги пофаќаш даскалите, да ги врзеш и право за Битола. И не само даскалите, Реджеп Ефенди. Сите сомнителни и даскалите. Разбирам, Реджеп Ефенди. Ешреф! Ајде, даскали! Напред по ултиматот! Има зашто, даскале! Ти ви кажат во Битола! Ама пуштете го барем колегата Юзбаши Ефенди. Гледате и самиот човек кој е болен. Болен! А не е болен да ги учи децата против патишкот! Ајде, да се жалиме, Юзбаши Ефенди! И на Аллах да се жалите да ви помага! Ајде, за вас, Сурбун!
Tirčo i Kule? Evo idem. Tirčo, Kule. Kaj ste do svega? Što je? Пред малку. Врзани ги одведува во чумата од учителите Кирил и Ѓорги. Да. Сигурно ќе дојдат и по нас. Што е, јас ништо не сум сторил? Ти си кукавица, Стојанчо. Не требаше да се колнеш. Оставете го сега тоа. Ајде да се договориме што да правиме. Да бегаме. Да бегаме, ама каде? Каде? Предлагам да одиме кај Нуне во селце, а? Може. Ајде. Може би ќе не одведи кај ајдутите, а? Добре. Ајде. Ти ако не сакаш, остани. Па само да ме фатат само мене. Ќе дојдам и јас со вас. Даскалите ги доведов. Сега уште тој чорчуклар. Јузбеши, прави како што те учи умот. Сакам само да ти кажем, ќе мине и оваа фортуна. Понеја ќе ни остане само срамот. Каде се видело деца да апсиме? Да ги водиме во Битола? Ти слушаш што рече Реджеп Ефенди? Сите сомнителни. Тебе не ти е сомнителен оној чорчук на Јанаки, што го немаше кога ги отепаа нашите царски луѓе. По оној што се збрка, по оној што беше македонски цар. А кој ѓаур не е сомнителен, Јузбаши? А? Ако апсиме, треба да апсиме цел народ. Ќе има давија од конзулите до падишахот. Ние ќе бидеме виновни. Да знаеш! Така не сексува чарштината кај Макам Ефенди. Кој се плаши од врапци, просонета не се. Мене ми е страв. Чекай, бе. Ајде да се вратиме дома. Абе, како да се вратиме кај не затворат веднаш? Да појдеме в шума. Ќе ги најдеме ајдутите и војводата Ристи. Чекајте. Не. Чекајте. Ќе појдам кај Нуне в село. Ќе го побарам таму и ќе го доведам тука. Вие чекајте ме тука, одма се враќам. Ајде, бе. Брзо. Кај тој детето Јанаки? Кое дете, Јузбеши Ефенди? Помалиот Ѓорги е тука. Не тој бе! Оној поголемиот Никола! Игра негде со децата ни, со каците. Немој да лажаш, бе, пездренк! Секаде го бараме! Ги нема дома ни тој Тирчо, ни тој Митре! Што лошо во историја децата? Зар децата не може да играат? Нема ништо. Ја видиме таа работа, Јанаки! И подземјето е скриено, ќе го пронајдеме! Хајде! Што направија за грабите за бети куче? Или крвови ги направила од те? Еве, ти дескали ги водат. Еве. Ој, утре. Само поле треба. Стреляј! Каде те? Отолку пријај таму! Хајде! Таму! Хајде! Хај!
Tupre! Ana sana! Што има, момче? Чекай, Јанаки, за децата не грижете се. И Тирчо, и Петре, и Стојанчо, и Митре, на сигурност. Каде? Кажи им на родителите да не бъдат ич гајде. Кога ќе се подсмири работава, ќе се вратат. Ај со здрави. Опа, ајде. Живи се. Маре! Маре! Маре, мори! Требаше да си ги отвориш очите порано. Ке ми ја запусти кујката тоа макаре. Слушай, жена. Ке одам во ќуматот. Ке им речам, ми го измамиле детето. Немој, Нико, немој, ке затвориш многу куќи, немој. Требаше да си водиш порано сметка за своите деца. Слушаш? А и какви ми се тоа до мајкини? Вода нема твочи. Во затворот барем ќе ги хранат. Друго сум јас, уважуван во градот. Аджи Нико! Отидов јас во ќуматот. Нико! Нуле! Нуле! Здраво! Здраво! Што е Боно? Здраво! Здраво. Селаните и крушевските даскали ги одведаа врзани за битол. Другари, како да ви кажам, ние сме дел од организацијата, револуционери. Сега мора да направиме нешто повеќе. А што тоа? Што? Не знам. Не знам, мораме нешто да смислиме. Ајде да. Нуле, Кажи. што елиш ти? Ние како револуционери треба да имаме оружје. Да. Само каде да го најдеме? Да го земеме од турците. Да, ама како? Еј, ми текна. Поштата во Крушево. Што? Таму има и пушки и пиштоли, а ноќе никој не ја чува. Ке дојдеш и ти со нас? Ќе дојде. Е, тогаш да направиме план. Ајде. Соберете се. Кажи ми кај е поштата. Е, вака. Да ти се умножат годините, Јузбаши ефенди. Бојрум чорбаджи Нико, која мака те донесе кај мене? Мака? Голема мака, Јузбаши ефенди, голема. Ми го измамија детето. Кој бе джанам? Што е со детето? Избега, ако не го одвеле со сила. Та затоа дојдов кај тебе, Јузбаши ефенди, да те молам, да ми го најдете детето. И велиш го измамиле, а? Го измамиле? Еле, ќе биде баш така! Ма така е! Не така, бе, слушај! Детето ќе го најдеш ти и ќе го доведеш при мене. Разбра? Ако не го најдеш, ќе те испратам сургун, да знаеш! Ама наман, Јузбаши ефенди, Нема! Аман! Нема! Ајде, оди си! Јузбаши ефенди. Јузбаши ефенди. А слушна ли што реков бе? Нема аман и оди си! Слушна, Јузбаши ефенди.
Што се договорив? Сите одма по дома. Ајде, полицијата утре оде ќе има многу работа. Јас ќе појдам дока е во водната горе. Ќе ви известам за се. Ајде се, одма. Ајде. Или ќе го најдете Арамијата што ја ограбил поштата, или вас ќе ве пратам сургун. Ќе платите и штетата. Ние сме честни луѓе, Јузбаши ефенди. Ти да молчиш, бе, пезеренк. Сите од твојата куќа се Арами, па и децата. Зошто и мене ме мешаш со овие праспори, Јузбаши ефенди? Ти добро знаеш зошто, чорбаджи Нико. Ти знаеш што ти реков. А? Колку ја цените штетата, Јузбаши ефенди? Еве, овие нека соберат пари, тие нека ја платат. Ќе платат тие, ама ќе платиш и ти, чорбаджи Нико. Еве, те ослободувам тебе само. Ти давам мувлет до платне да го најдеш Арамијата. Ако не го најдеш, сургун во Аладол! Ќе ни умре детето, Нико. Мора е порно да умре. Ми донесе срам. Ке ми ја запусти кујката. Срмијата! Немој така, Нико. Немој така, Рожба. Коле, немој да ми се лутиш. Тирчо, се исплашив од караколот. Најдовте нешто во поштата. Коле, дај да го видам пиштолот. Имаше некој тука. Татко, сине, татко ти. Каде отиде? Не знам. Ти бладаше, спомнуваше нешто. Коле, Тирчо, поштата. Те слушна и изгледа како фурија. Каде? Сине, Стојанче. Сине! Коле! Стој! Коле! Бегајте со Тирчо. Татко, разбира се. Отиде во полицијата. Кој му кажа? Не прашувај. Коле, бегајте! Тирчо!
Тирчо, бе, станувай, бе! Станувай! Ам не прашувай, бегаме! Ајде! Вади го, Станчо, ајде! Каде ги? Коле! 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 Никола! Никола! Донеси вода, бе. Марио! Сме имале късмет, Юзбаши ефенди. Не прашуе од каде, ама разбрав. Децата на Каревци, оној Никола и Тирчов, тие ја ограбиле поштата. Аферим! Аферим! Чорбаджи Нико! Аферим! Ешреф! Бојром ефенди, сардистајте ги Каревци. Фатете ги децата, оној Никола и оној Тирчо. Прво да ги фатиме децата. Чорбаджи Никола, прво да ги фатиме децата, а после поред ќе ми кажеш кој ти кажа тебе. Направив колку што можев, Юзбаши ефенди, доста е тоа од мене. Кола е работа, Чорбаджи Нико. Ќе дадеш некоја лира, ако не сакаш да те распрашувам. Уште. Ајде. Ајде. Коле! Люле! Тирче! Здраво! Од каде? А? Бегам. Готово. Не открија. Слушај, полицијата нам пара, се откриен. Да. Ние тргнавме кај тебе. Кај тебе. Негде да не засолниш. А јас пак тргнав кај вас. Војводата Ристе рече да се засолниме за известно време. Дај. Каде? Подалеку од Крушево. Таму кај што не познаваат. Ќе ве одведам кај дедо ми Јован. Каде? Анџијата. Во Кичевско. Ајде. Ајде. Нашите. И татко ми. Да не видат само. Ете, тоа е судбината на робијето. Гледате? Не плашете се. Ќе ги држат, па ќе ги пуштат. Не може цел народ во пранки да го држат. Секое зло за добро, велеше татко ми. Овие неволи не можат да не го разбудат народот. Не тагувај. Не можам да не тагувам. Ама и не се пишманам. Еден ден, само да пораснам, ќе разбере душманот кој е Никола Карев. Додека сум жив, ќе се борам за слободата на Македонија.